Грчката влада ги подкупувала новинарите за да шират антимакедонска пропаганда. Од 89-та до 93-та, за време на владата на Мицотакис, 130 милиони долари им биле исплатени на новинари за да промовираат така наречено погрчување на Македонија. Парите биле исплаќани од тајни фондови на Грчкото министерство за надворешни. Овие средства наводно биле наменети за надворешна промоција, но според сведочењето на екс-премиерот, парите завршиле во џебовите на новинарите. Парите беа во црни пластични вреќи наполнети со банкноти од по 500 долари. Немаше чекови, само кеш. Средствата беа наменети за пропаганда против името на Македонија, но наместо надвор, оваа пропаганда беше пласирана внатре во државата, изјавил Мицотакис. Според неговото сведочење, парите ги дистрибуирал тогашниот министер за надворешни Андонис Самарас. Мицотакис кажа дека тој лично ги знае новинарите кои добивале пари од владата. Тврдеше дека дел од нив биле плаќани и за да го градат политичкиот имидж на Самарас. Самарас јавно призна дека се исплаќале огромни суми на пари, но дека истите биле за корисни национални цели. На барањето на Мицотакис да објасни каде отишле парите, тој никогаш не даде конкретен одговор. Рече дека средствата биле за реклами. Во 92-та Самарас беше разрешен од функција. Една година подоцна сите документи за тајните исплаќања се уништени. Скандалот изби на површина по колапсот на владата на Мицотакис во октомври 93-та. На власт дојде Пасок, а нов шеф на дипломатија стана актуелниот председател Каролос Папулјас. Папулјас најмил адвокат од САД кој открил дека постоеле тајни фондови. Сепак имињата на новинарите и медиумите каде завршиле парите никогаш не беа обелоденети. Во 94-та новата грчка влада ја затвори истрагата под образложение дека се работи за високи национални интереси. По 15 години овој скандал повторно се актуализира минатиот месец кога Самарас беше избран за нов лидер на опозицијската Неа демократија. Тој посочи со прст на Караманлис и Бакојани како директно одговорни за перење на милиарди од европските фондови. Дали грчката влада ги подкупувала новинарите за да пишуваат против Македонија, се уште официјално не е потврдено. Сепак интересно е што периодот се поклопува со независноста на Македонија, влезот во Обединетите нации и радикалното заострување на македонско-грчките односи.